Драги македонци и наши пријатели, во нашето студио се наоѓа новоизбраниот председател на Организацијата Обединети македонци, Драги Стојковски. Добро дојде, Драги. Благодарам на поканата, Бил, поздрав до тебе лично и поздрав до сите македонци кои гледаат оваа телевизиска програма. Не е прв пат што си во нашето студио, затоа што во минатото ти си бил и председател неколку пати, но ове е најновиот пат да помогнеш не само македонската заедница во Канада и борбата за опстанокот на Македонија во Македонија. Па тоа е една од причините што и прифатив да бидам повторно председател на Организацијата Обединети македонци, бидејќи Организацијата Обединети македонци има не само големо име, туку има и голема заложба да се бори за македонските културни, национални права во Канада, но и низ цел свет. И од нас се очекува многу работи, посебно сега кога во Република Македонија имаме една велепредавничка влада и мора многу тешка борба да извојуваме пред нас, за да ги повратиме правата кои ги имавме, а сега постепено ни се одзимаат. Страшни работи се случуваат во Македонија, но малку да зборуваме за овогодишните активности на најстарата македонска организација овде во Канада, која е посветена на македонството. Годинава ќе има голем илинденски пикник на 4 август во недела во паркот на Организацијата Обединети македонци на 21351 автопат 12 во Скугог. Кажи нешто повеќе, Драги, за овогодишниот пикник. Па, еден чекор малку назад, ако може да се вратиме, како прво, оваа цела година е со одбележување на 60 годишнината од основањето на Организацијата Обединети македонци. Така како што знаете, основана е во 1959 година и оваа година е нашата 60-та година, доека илинденскиот пикник оваа година ќе се одржи по 61 пат. Затоа и се трудиме да го организираме што подобро, како и досега. Се разбира, секоја нова управа се труди нешто поново да вклучи во самото организирање и ние веќе имаме доста работа поминато на паркот и со членови на организацијата кои ни помогнаа да се искоси тревата, да се припремат некои работи кои досега не биле припремени. И се надеваме ќе има едно ново видување на пикникот. Како одат подготовките? Па сега одлично одат подготовките. Како што знаете, пред нашиот пикник веќе таму се одржува пикникот на Ленинското друштво и по тој повод паркот е припремен и еден повод како тестирање да видиме како ќе функционира паркот, така да за нашиот илинденски пикник да биде све подготвено. Значи на 3 август во сабота ќе има специјални активности во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Да, токму така. Ќе има богослужба во чест на сите паднати борци за слободата на Македонија и за слободата на Канада, а по службата ќе се дигне македонското знаме, се разбира со котлешкото сонце, а пред споменикот, кој е изграден од страна на нашата организација Обединети македонци, се наоѓа во дворот пред црквата Свети Климент Охридски, ќе бидат положени свежи цветиња и венци во чест на сите паднати борци кои се бореле за ослободување на Македонија и се разбира, за Обединета Македонија. Следниот ден, големиот илинденски пикник, како што рече 61 пат на ова реномирана организација и реномиран пикник, во недела на 4 август, пикникот ќе се одржи на 21351 автопат 12 во Скугог. Што има ново во овогодишниот пикник, Драги? Па како и обично, вратите се отвараат веќе во 8 часот наутро, ќе почнеме да ги пречекуваме гостите. Официјалната програма почнува во 2 часот, после пладне, каде ќе бидат поканети представници од сите црковни општини,
од политичкиот живот во Канада и се разбира имаме поканато луѓе од општествениот и политичкиот живот во Македонија, но не тие кои се на власти, кои името ни го менува, се разбира. Ние посекуваме, например, Јане Ченто да ни биде гостин, како еден од видните уставобранители, но за жал тој се уште се наоѓа во притвор и ќе видиме како ќе се завршат работите, но покрај него, ако не успееме него да го добиеме да биде наш посебен гостин, разговараме со некои од постарите наши активисти за човекови права во Пиринскиот дел на Македонија, бидејќи тоа навистина сега е актуелно со договорот, срамниот договор што владата го подпиша со Бугарија, така наречен договор за пријателство, нелегалниот, а кој до кој Дерече не донесува, што сега се разговара дали Гоце Делчев бил македонец или не бил македонец. Нелегалниот договор, нелегална влада, значи се што е направено од ова влада, како што јас мислам, не е воопшто не треба да мисли како нешто што постои, значи вештачко нешто. За нас е ова влада ништовна. И еден од условите за да прифатам да бидам претседател беше моето барање да се прифатат некои црвени линии на кои не можеме да ги пречекориме. Една од тие линии беше целосно да се прекинат сите односи со властодржците во Република Македонија, значи сите тие кои заговараа промена на името, кои поддржуваа промена на името, и со тие институции и поединци ние целосно прекинуваме секакви разговори, секакви средби, ќе ги игнорираме и не само тоа, ако некој од нив некогаш на покана на канадските власти дојде во посета во Канада, ние се бориме да ги спречиме, а ако не успееме да ги спречиме, ќе организираме протести против такви предавници. Да продолжиме со самата организација, како што ти спомна, ти си новоизбран председател, но имаш и нов управен одбор фактички. Значи, ако можеш да ги именуваш луѓето во новиот управен одбор. Да, членови на управата покрај мене како председател на организацијата, подпредседател е Владе Грозановски, кој исто така бил председател и во минатото и долгогодишен активист во нашата заедница. Благаник е Дончо Ристевски, додека секретар Никола Делов, кој порано беше секретар, а исто така и Дончо беше благаник во времето кога јас бев председател во минатото. Потоа поранешниот председател, тоест претходниот Мендо Бакаловски, останува како претходен председател во управата за да се одржи еден континуитет меѓу двете управи. Потоа Луисе Куловски традиционално ги одржува врските со етнокултурниот совет на Канада, додека Митко Роштанковски е нашиот представник во епархиското собрание. Да се вратиме кај големиот илинденски пикник, што ќе се одржи во недела на 4 август. Драги, нека сите патишта водат кон пикникот на организацијата Обединети македонци по 61 пат. Да, токму така и ние испраќаме апел до сите македонци и млади и стари во што поголем број да ни се приклучат на македонскиот Илинденски парк во Скугог, да го прославиме Илинден и дека Илинден, да се посетиме, не е само еден ден, туку тоа се 3 настани кои се случувале во нашата историја, почнувајќи од во древни времиња кога македонските цареви Филип и Александар Македонски ги победија елинските војски, потоа 1903 година кога македонците, комитите и војводите се бореа за независна македонска држава, како и 1944 година, после Втората светска војна, кога се основа Македонската република после независна држава после многу години. Значи, како што знаете, драги гледачи, 61-иот годишен Илинденски пикник ќе се одржи во недела на 4 август кај United Macedonians Ilinden Park на 21351 автопат 12 во Скугог. Драги, во забавниот дел ќе имаме Сонја и Оливер Бенд. Да, Сонја и Оливер Бенд ќе не забавуваат. Сонја ќе биде и водителка на самата програма. Како
како и минатата година. Исто така ќе има македонско јадење за купување, ќе има children's playground. Кажи нешто повеќе за тоа. Па детските реквизити се поставени таму, тревата е искосена наоколу, така да припремено за деца да се играат. Има и некои други игри кои младите ќе ги организираат, така да тоа ќе биде за изненадување за младите. Ќе се продават и македонски сувенири. Да, ќе се продават сувенири, ќе има мајци, посебни мајци ќе има и од нашата организација, така да тоа нека биде едно изненадување за посетителите. Исто така ќе има ора, македонски ора со многу македонци присутни на пикникот. Да, се разбира, тоа ќе биде после и пред програмата и после програмата ќе биде сенародна веселба. Се гордееме што и нашата програма ќе ги забележува активностите на пикникот. Да, ние ви благодариме за тоа, бидејќи на тој начин се одржуваат во живот нашите настани за следните поколенија. Драги, на крајот од денешниот разговор, дали имаш една порака за македонците и пријателите на македонскиот народ ширум Канада? Па, една би била мојата порака до нив, во што поголем број да дојдат на пикникот, да дојдат со македонски знамиња, и кога велам македонски знамиња, мислам македонското национално знаме со сонцето од Кутлеш, гордо да го вееме, бидејќи тоа е наше, тоа ние си го одбравме, не ни е наметнато, а не да доаѓаат со некои наметнати знамиња, да дојдат со повеќе млади луѓе, да се запознаат со македонската култура, да можеме да пренесеме таа наша култура преку фолклорот, преку песните за следните генерации. Драги Стојковски, новиот председател на организацијата Обединети македонци, ти благодариме. Благодарам и јас на вас.